Благодарам, заменик председателка. Почитувани колеги, почитувана македонска јавност, најпочитувани спортисти. Јас би рекла сега, мислам дека е редно време спортистите во Македонија да слушнат што се случува денеска во Македонското собрание на амандманска расправа за ребаланс на буџет за 2026 година. Почитувани колеги пратеници од опозицијата, јас прво едно прашање имам до вас. Вака гледано по овој амандман кој што е пред нас, да не ве мести некој вас во вашиве редови со поднесување на вакви амандмани? Мислам, за да бидам доволно јасна, еве пред македонската јавност ќе ве цитирам по она што вие тука сте се подпишале 5-6 души од СДСМ. Велите дека вложувањето во спортот, во субвенциите од областа на спортот се без јасна економска логика, се расфрлани и ниско менливи трансфери. Апсурд. Јас поголема навреда од ова за овие спортисти во Република Македонија немам сретнато, еве и немам слушнато досега, ама ова очигледно го допре секојдно, наместо да бидеме ние најглавните поддржувачи на оние кои што се најголеми репрезенти на нашата држава и надвор од нашата држава. Вие сега велите дека овие личности се, не знам, вложувањето се расфрлање на пари, ниско мерливи трансфери вложување за, мислам, апсурд. Ова е навредување не само кон младата популација која што треба да застане на здрави нозе со спортот, туку е тотална навреда и за целата македонска нација, бидејќи за мене спортот представува апсолутно главен репрезент на македонските национални интереси на нашата држава, но добро е што еве јавноста може да види и добро е спортистите да знаат кој ги влече наназад. Тоа е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и мислам дека после ваков амандман ќе имате апсолутно огромен црвен картон од спортистите во нашата држава. И впрочем, еве, нема да зборувам сега за спортистите, велите дека средства од вложување во спортистите и субвенции за спортистите ви се на вас расфрлање, па ги пренаменувате, замислите, Социјалдемократскиот сојуз ги вложува во странските директни инвестиции. Почитувана јавност, треба да бидеме многу јасни овде, особено кога се работи за еден ваков буџетски документ, кој што пред нас, еве сите колеги овде го имаме истиот буџетски документ, истиот документ е пред нас, истите бројки ги гледаме. Во разделот на економски развој и привлекување на странски инвестиции, развој на слободни економски зони, тоа што го барат всушност и префрлување на средствата од спортот во оваа ставка, колегите од Социјалдемократскиот сојуз, веќе со овој предлог на ребаланс за буџет имаме зголемување од дополнителни 1 милијарда денари од она што било претходно зголемено и во 2025 година, со што всушност само во овој раздел на владата на Република Македонија имаме вложување во оваа ставка од 1,7 милијарди денари. И тоа мислам дека е за пофалба, тоа мислам дека е исто така еден индикатор во кој што повторно ќе можеме да се пофалиме со добра ставка на привлекување на странски директни инвестиции, бидејќи еве ако мислите дека јас сум она која што вели дека имаме напредок во овој дел, ќе ви ја кажам и прогнозата и репортот на извештајот на Европската комисија, кој што исто така вели дека Македонија веќе има и ревидиран напредок, односно подобар напредок, особено во првата половина од 2025 година, и тоа е нотирано во овие меѓународни извештаи, но колегите од Социјалдемократскиот сојуз очигледно ни победата на својата држава не може да си ја прифатат, очигледно е болна, па сега ќе гледаме тука некаква си лажна загриженост за привлекување на странски директни инвестиции. Не и се, Република Македонија е во сигурни раце, Република Македонија ќе оди уште повеќе напред, иако можам да кажам дека душмански 7 години се однесува кон буџетот и кон граѓаните на Република Македонија. Со оваа влада предводена од ВМРО, ДПМН и коалицијата, Македонија ќе бележи вакви извештаи во кои што ќе се дава попозитивен напредок, ќе се даваат попозитивни извештаи од она кое што било предвидувано претходно за Македонија, бидејќи можело да се работи, бидејќи можело да се гледаат позитивни капитални проекти, бидејќи не било нешто само очигледно ставање на хартија, замачкување на јавност и слично. Почитувани
колеги, почитувана македонска јавност, можам да кажам дека особено во делот на странските директни инвестиции и економскиот развој на нашата држава, 2024 година, она година која што ни беше буквално и како цел и како задача за да им направиме на консолидација пред се на буџетот, бележеше исто така и историски рекорд на привлекување на странски директни инвестиции од 1 милиарда 255 милиони евра. Истото ќе продолжи понатаму, особено со вакво вложување во овие ставки од 167% зголемување во однос на она што било претходно вложено во 2025 година и дефинитивно ќе имаме повторно отварање на нови фабрики. Една од фабриките кои што исто така бележаа стратешка инвестиција за нас беше она од Алказар Енерджија, најавивме, почнува и таа фабрика да бележиме реализација. Значи се она кое што значи придвижување на овие ставки е забележано во меѓународните институции. Во првата половина од 2025 година имаме евидентен раст на бруто домашниот производ, кој што е евидентно повисок од оној кој што претходно бил ревидиран, и имаме дефинитивно вложување во инфраструктурата, особено стратешки план и стратешка инвестиција ќе ни представува и вложувањето во приватниот сектор, бидејќи приватниот сектор ценам дека е двигател токму на македонската економија, кој што не само што отвара нови работни места, туку дополнително учествува и со зголемување на извозот на производи од нашата држава, но и со останати параметри кои што ја движат буквално целата македонска економија, со ангажирање нели на оние македонски фирми кои што и такако се значајни за нашата држава и опстојување на македонските семејства. Така што колеги, апсолутно нема да го поддржам овој амандман, апсолутно ценам дека имате време дури и самите вие да се повлечете од овој амандман и да не гласате за овој амандман, бидејќи мислам дека имате уште малку време да покажете доблест, особено пред студентите кои што и такако ценам дека се репрезент на нашата држава. Немојте да застанете против нив и имајте малку доблест, особено со овој срамен документ, јас би го нарекла. Благодарам.